Почитувани жители на село Мустафино, гости, почитувани представници на медиумите, денеска во село Мустафино решаваме еден децениски проблем. Ќе дадаме една мала и кратка елаборација за историјата од кој што вие добро го знаете. Идејата за водовод во село Мустафино е започната уште 1983 година со местниот самодопринос, кога се започнати дел од градежните активности и започнати дел од работите во изградбата на водоводот, направена и бушотина. Понатаму децении, понатаму е заоставен така, значи затрупани се работите и ништо не е работено. До 2002 е започнато повторно со дел од градежните работи и активности. 2009 започнато исто така, меѓутоа целокупниот проблем и проблемот кој што го тиште се селото е во необединувањето на сите три градежни активности во една и согледувањето на реалниот проблем, што всушност представува проблем зошто во село Мустафино низ водоводот не тече вода. По согледувањето и на правењето на сондажата, по согледувањето и на работите, по техничката експертиза која што беше направена од наша страна, констатиравме две работи кои што не овозможувале да системот нормално функционира. Првата работа, пумпата која што е ставена таму, целокупниот притисок кој што го дава водоводниот цевковод, не оди во примарната мрежа, тоест во резерварот, туку доаѓаше директно во мрежата во селото и притисокот од 8 бари и нормални цевки и најдобрите цевки не можат да го издржат и на спојките пукаше и создаваше проблеми да не може да функционира. Согледувајќи ги сите тие работи, направивме нов цевковод до резерварот, ставивме регулационен вентил, ги саниравме сите дефекти кои што се појавија успатно, поврзавме сите системи, го премостивме најстариот систем со цревото кое што беше ставено и сега моментално системот денови е под притисок и го немаме истиот проблем. Зошто? Затоа што регулациониот вентил кој што го ставивме и санациите и зафатите кои што ги ставивме вродија плод. Ова е заедничка инвестиција на владата на Република Македонија и општина Свети Николе. Проектот е изработен од стариот консултант, стариот проектант кој што беше само надграден, значи со новата мрежа која што ја дававме како примарна. Дел од средствата ги дава владата на Република Македонија преку Бирото за регионален развој, дел се на локалната самоуправа кој што ги изгласа советот на општина Свети Николе на барање на местната заедница во село Мустафино. Дозволете ми прво да се заблагодарам на поранешниот премиер, сега председател на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, за заложбите да овде профункционира и да има вода, бидејќи средствата дел се од Бирото за регионален развој. Да се заблагодарам на советот на општина Свети Николе. Да се заблагодарам на фирмата изведувач Кооп инженеринг. Посебна благодарност да вработените во ЈКП Комуналец, до директорот на ЈКП Комуналец, кој што навистина темелно, интензивно, со напори, вложија труд, значи не се жалеа, за да може да го оспособат системот да биде под напон и да функционира. Моментално го имаме системот под напон должина 4,5 км, целокупниот систем, и ние се обврзуваме како локална самоуправа да го преземеме системот, сега ќе следува фазата кога истиот тој систем ќе го предадеме во стопанисување на ЈКП Комуналец. ЈКП Комуналец веќе е спремен со договорите, одржавме местна заедница, им презентиравме како ќе оди приклучувањето на жителите од местната заедница и веќе наредната недела по предавањето на системот на ЈКП Комуналец ќе започне со приклучоците. Со оваа фаза ние го завршуваме, значи, пуштањето на водоводот во официјалното предавање на водоводот, а кога ќе бидат сите приклучоци, значи, ќе одиме со втората фаза. Втората фаза, она што вие го побаравте, кога целокупното село ќе се приклучи на водоводната мрежа, тогаш ќе имаме проблем. Проблемот ќе биде каде ќе одат отпадните води. Отпадните води мора да одат во канализационен систем. Истиот проблем го имавме во Ерџелија, го решивме. Истиот проблем моментално го правиме во Црнилиште, го решивме во Горобинци, во Анзибегово го решивме со канализационна мрежа. Нарете ова село, нарете Мустафино, тоа го вети и председателот Груевски, тоа го ветувам јас како градоначалник. Во новата календарска година ќе почнеме со изработка на геодетски елаборат, ќе почнеме со изработка на проектна документација која што ќе ја направиме
за да можеме во јуни 2017 година да стартуваме со обезбедувањето на средства со изградба на канализационата мрежа. Едно по едно ќе ги решаваме работите затоа што жителите во село Мустафино го заслужуваат тоа. А сега Аирлија нека е да ја пуштиме водата и да тече се лесно како по вода. Ви благодарам многу.